Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Прочка започна со изложби на 300 рачно изработени маски од ученици во ликовниот салон на Центарот за култура Марко Цепенков. Учениците од Основното општинско училиште Климент Охридски секогаш креативни, уникатни и инспиративни. Овој пат со уникатен перформанс го одбележаа 28 февруари, денот на ретките болести. Прочка утре сабота со традиционални обичаи, амкање кај сатот, а в недела карневалот Прочка 2025. Бесплатни прегледи и музичка забава в сабота во Центарот на Прилеп организира Средното општинско училиште Ѓорче Петров. Времето денеска сончево со температура до 8 степени Целзиусови, за викендот облачно и врнежливо. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Во рамките на програмата Прочка 2025 денеска се одржа изложба на рачно изработени маски во ликовниот салон на Центарот за култура Марко Цепенков. Пред публиката беа презентирани околу 300 маски. Јас сум Хана Ајровик, доаѓам од село Десово, основно училиште Пере Тошев, 9-то оделение и ова е мојата маска. Ја почнав да ја градам пред 2 недели и ја изградав од природни материјали. Перушки од гулаб, вуница, кори од дрво и така. Паметното иже, сакав како да искажам дека цигарите се штетни и да не се пушти толку многу цигари. Ова ми е трет пат од кога учествувам. Во 7 зедов прво место, во 8 одделение зедов Гран При и сега чекаме награда за иновативна. Оваа награда е доказ за големиот вложен труд на учениците, за нивната креативност. Учествуваа во сите процеси на изработка од идејата, па до крајот на крајната реализација. Нивната одлука беше да се користат природни материјали. Учествуваа сите беа инволвирани ученици и на крајот исто така излезе името да го добија маската од нивниот предлог да биде дама на природата. И наградени се како новитет оваа година учениците кои што имаат иновативни маски и таа иновативната маска. Тоа е новина. Инаку му дадовме предност секако на иновациите на учениците на нивните рачни изработки. Тоа се зема како најважно оваа година. Имаме многу голем избор и имавме навистина потешкотија да ја одбереме најдобрата. Идејата да излезат до
до прво наградените места, ќе создаде стимул в година да има уште поголем број на пријавени маски, се разбира каде што учениците со своите вредни раце ја креираат и нивната смисла како да се вклопат овие маски во нашата традиција. Денес, 28 февруари, е денот на ретките болести. Учениците од Основното општинско училиште Климент Охридски, секогаш креативни, уникатни и инспиративни, со уникатен перформанс го одбележаа денот. Утре ќе биде презентирано традиционалното амкање на јајце, обичај во организација на Сдруженијето Преродба на платото кај градскиот сад, а ќе има и настап на одредена група на истата локација за забава на граѓаните. В недела, на 2 март, не очекува карневалската поворка за карневалот Прочка. Карневалската поворка в недела на 2 март започнува во 12 часот пред Центарот за култура Марко Цепенков и ќе се движи по булеварот Гоце Делчев. Маскираните групни поединечни маски ќе завршат на плоштадот Методија Андонов Чедо, каде ќе започне карневалот Прочка 2025. Воено, карневалот ќе биде збогатен со жонглери, акробати, кловнови, куклари и многу други изненадувања за оние кои што ќе го посетат карневалот. Традиционалниот ручек и одбележувањето на чист понеделник на мечкарите во организација на Прилепски мечкари ќе се одржи понеделник на 3 март во 12 часот во манастирот Свети Ѓорѓија во село Присад. Утре, на 1 март, од 10 часот и 30 минути до 13 часот на платото кај сатот во Прилеп, ученици од образовниот профил фармацевски техничар при Средното општинско училиште Ѓорче Петров организираат интерактивен настан за да помогнат, но и да се разонодат сите граѓани на Прилеп и сите оние кои во тој период ќе бидат во градот. Сите посетители ќе имаат можност бесплатно да им бидат измерени крвниот притисок и нивото на шеќер во крвта. Со поддршка на аптеките Зегин бесплатно ќе се врши и проверка на витаминско-минералниот статус во организмот. Настанот се реализира по повод 8 март, Меѓународниот ден на жената, а со цел промоција на образовниот профил фармацевски техничар. Временска прогноза. Времето денеска сончево со температура до 8 степени Целзиусови. Во попладневните часови во текот на ноќта ќе има повремени локални врнежи од дожд, наместа поројни со услови на појава на ретки грмежи. За утре метеоролозите предвидуваат дека ќе биде облачно и релативно топло време со повремен локален дожд. Температурата ќе достигне до 11 степен. А в недела на повеќе места ќе има врнежи од дожд, наместа пообилни и дневна температура пониска од денешната. Временска прогноза.
Продукција Радио Пела, февруари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.